Солзи, емоции, барање одговорност, но и прашање до премиерот и државниот врв како тие би се однесувале доколку би се нашле во една таква ситуација, но и кој ќе понесе одговорност за настанот во дискотеката Пулс во Кочани. Дел од родителите и семејствата со клучни прашања и пораки. Системот ни ги уби децата. Овде сме да ги спасиме идните генерации. Значи да сте на моје место, како би реагирале за вашето дете? Како би реагирале? Не ми се лутете. Не ве нападам. Да е друга власт, да е друга партија на вас и на истото ќе го кажа. Еви се тресо. Како би реагирале за сопственото дете, ми кажете? Загубата е неповратна, но врската на државата и нејзините институции и носители на функции во нив се тука, се уште на своите позиции. Наместо брза и темелна истрака не дочекаа одлучувања, политички калкулации и селективно гонење. Расправата во законодавниот дом одеше во насока на тоа дали Апасиев воопшто треба да ја води седницата на анкетната комисија, откако владеачката ВМРО ДПМН побара тој да се изземе, но и побараа пауза за да ги повикаат родителите во кабинетот на пратеничката Василевска, но тие одбија. Седницата продолжи со говорите и на останатите пратеници, но и на членови на семејствата. Ко мајка, знам дека не може никој да даде одговор ниту утеха на тоа зошто моето дете. Како? И комплетно разбирам и во името на моите колеги овде, тука сите собрани. Димитар Апасиев е лицето кое однапред тврдеше дека обвинението ќе падне и оттаму истиот не може да биде оној кој што денеска ќе ја бара вистината заедно со нас. Вашето правно незнаење и глума како професор по право не треба да ни го продавате како теориски аргумент. Она што го прочитавте беше допис на обвинителот во врска со вашата ВМРО-вска анкетна комисија. Жал ми е што мојата поранешна професорка по историја на правото даде едно драмско експозе кое личеше на приемен испит за ФДУ и за накрај да го сгреши името на представничката на семејството од Кочани. Тоа бидејќи не беше во Кочани и не виде што им треба на родителите. Како не ви е срам? Тука пред нас од Кочани вие се препукувате. Расправата уште не е ни почнала, вие барате пауза од 1 сат. Уште има време и се уште има можност тоа што декларативно го збориме да направиме чекор и на теренот. А чекорот на теренот е нудење на законски решенија кои што ќе бидат во собрание. Иако вчера од партијата на Мицковски кажаа дека тој нема да се појави, а за денеска имаше закажано и настан кој го откажа, сепак реши да присуствува на седницата и да ги слушне барањата на родителите, но својата изјава за медиумите ја даде надвор од законодавниот дом, а иако присутен не учествуваше во дискусијата во рамките на седницата. Па јас дојдов тука да слушам. Тоа беше мојата цел, да слушам, да видам што е она кое што до сега можеби не сум го слушнал, а сега можеби ќе го слушнам. Можам да кажам дека горе-доле сето на кое што го слушнам, сум го слушнал и порано. На седницата присуствуваше и шефицата на државата Силјановска Давкова, но ниту таа не зема збор. Иако беше поканет и министерот Панче Тошковски, сепак од МВР посочија дека поради службено патување ќе биде спречен да дојде.